Гласањето на избирачкото место 2011 во Теарце се одвива во мирна атмосфера и без нерегуларности. Ова е генералната оценка на наблюдувачите на коалицијата на невладини организации Излези да гласаш. Освен мали технички проблеми со неисправна УВ ламба, кога за кратко гласањето беше прекинато, по 15 на минути проблемот со УВ ламбата бил решен, пошто гласањето продолжило и оттогаш трае непречено и без проблеми, изјави портпаролот на Излези да гласаш Илијан Цветковски. Според него, наблюдувачите на Излези да гласаш кои го следат изборниот процес во Теарце се загрижени од информациите за подкуп на гласачи во текот на вчерашниот ден и агитирање на политички представници да се гласа за една политичка партија. Кај наблюдувачите од невладиниот граѓански сектор изразуваме сериозна загриженост за информациите кои се појавија во изминатиот ден, кога е и изборниот молк, забележано е агитирање кај граѓаните од општина Теарце, поточно кај гласачите на избирачкото место 2011, од страна на представници на одредена политичка партија, кои агитирале за да добијат гласови за нивната партија. Знаеме, во молкот секакво агитирање е забрането и очекуваме од надлежните институции соодветна реакција по овој случај. За расчистување на овие сомнежи, откако вчера попладне лице од Теарце во секторот за внатрешни работи СВР Тетово пријавило подкуп при избори и гласање, полицијата веднаш реагирала пошто било утврдено дека нема кривично дело по пријавата за подкуп на гласачи во Теарце. Преземени се повеќе адекватни мерки и активности. Разговарано е со пријавителот и притоа е утврдено дека нема елементи на пријавеното кривично дело, вели портпаролот на тетовската полиција Маријан Јосифовски во изјава за повеќе медиуми. Некои од медиумите објавиле дека имаме и приведени лица. Нема ниту приведени, ниту повикани во полиција до овој момент. Значи од тоа што го преземавме во текот на вчерашниот ден, а пред се со разговорот со лицето што пријави, не се утврдени елементи на пријавеното кривично дело. Еден човек беше тој што пријавил, детално разговаравме со него и утврдивме дека пријавеното кривично дело нема елементи за понатамошна постапка. Од Министерството за внатрешни работи велат дека случајот со подкупот во Теарце се истражува. Од страна на основното јавно обвинителство се дадени насоки лицата што се посочени во записникот како сведоци и можни сторители да не се повикуваат во СВР Тетово во текот на 24/12 и 25/12 со цел да не се прекине изборниот процес и со постапката да се продолжи од понеделник, информираат од МВР.